Доктор Драган Даниловски, добро вечер. Добро ја најдеш, благодарам на поканата. Некако имаме после она пандемијата страф од се, па затоа првото прашање е колку се опасни овие сипаници и колку е голема опасност од ширење. Па јас веќе имам за тоа пишувано, но е накратко телеграфски. Станува збор за вирусна болест, позната одамна. Незината татковина е Африка, нели? Но сега заради честите патувања, контакти меѓу луѓе, се прелева и во други области кај што не е својствено да се најде. Значи станува збор за вирусна болест која што има благ тек, клинички тек, кај огромното мнозинство на заболените и најчесто завршува без остаток. Меѓутоа, во секој случај мора да секој што ќе се зарази да се следи, зашто некојаш кај поединци ретки може да се случат и компликации. Добро, како е? Инаку за ширењето. Да. Знаете, многу тешко може, за да се пренесе потребен е многу близок контакт кожа на кожа, и дури тука спаѓа и интимните контакти, сексуалните односи, или продолжен контакт лице в лице за да се воспостави така наречен капков пат, пренесување со капки од секрет. Меѓутоа, дефинитивно не постои ризик за масовно ширење, заради тоа што, пак ќе речам, потребно е многу време за да дојде до настанување на контакт. Не постои ризик за масовно ширење, но сепак секој случај мора да се обработи, значи да се има еден рационален пристап, да се диагностицира исправно, да се изолира заболениот или заболените и да се информира и пациентот и јавноста исправно. Ние имаме два случаи кои што се потврдени. Интересно е што тие по епидемиолошката слика не патувале надвор во Македонија, не се познаваат. Дали а вие велите дека потребен е поприлично сериозен контакт, дали тоа може да укажува дека не имаме многу такви случаи во државата кои што не се потврдени и од како тие се заразени? Па видите, она што е достапно во јавноста, нели, и од што знаеме дека постои отсуство на патување во странство, тоа дознавме во јавноста, дека низ епидемиолошката анкета е дознаено од една страна. Не значи дека немало контакт. Тоа значи едно нешто само, дека постои локална трансмисија, локално ширење. Или со други зборови, меѓу нас веќе овде, во Македонија, односно по-специфично во тој меур некој или по-непосредно окружување каде што тие заболени се движеле, постои локална трансмисија. Тоа значи дека треба да се биде буден, да се следи ситуацијата, како што тоа го прават надлежните колеги, да се реагира на секоја појава на сомнителни симптоми и едноставно да дојде до она што реков, да се диагностицира исправно, да се изолира и да се информира како што треба пациентот. Од друга страна, колку што знам, во епидемиолошката анкета тие немаат изјавено дека имаат воспоставено дека имале контакт со заразено лице. Знаете, за епидемиологијата се вели дека треба да чита и меѓу редови. Легитимно е за ваква болест, која станува збор малку скокотлива, да се очекува дека во епидемиолошката анкета нема секогаш искрено да се одговори на прашањето. Некои информации ќе бидат скриени и така, ама како што реков, епидемиологија е и да читаш меѓу редови, и тоа значи дека не може да немале некаков контакт, ама легитимно право е, нели, тие тоа да не го соопштат. Ако се појават нови случаи, има некаква потреба од поголема контрола, ајде да не речеме паника. Не, апсолутно станува збор за заболување кое што многу тешко се пренесува, како што рековме, потребен е исклучително продолжен и интимен, интензивен контакт, кожа на кожа или ете, да речем, уста на уста. Но
она што треба да се прави, она што треба да се прави е да се биде буден, да се оние што се, ај така да ги наречам, ризични популации, сега да не ги спомнувам, нели, кои што интензивно се движат во некои кругови, имаат одредени опасни поведенија, да бидат предупредени, како што веројатно и се, да бидат предупредени при секоја појава на сомнителни симптоми. Тоа не значи осип само, туку тоа значи покачена телесна температура или оток на лимфни жлезди, да се јават на својот лекар. Но за ова болесчина нема превентива, така. Вакцинација, но не имаме чисто како префалување на друга тема. Во последен период ни е многу лоша слика со вакцинација кај децата и оние антивакцинални појави кои што се појавуваат и кај доктори, и кај педиатри. Има ли опасност да ние влеземе на подолг рок во некакви сериозни заразни заболувања кои веќе се искорените? За вакцините, знаете што ќе ви кажам, вакцините станаа жртва на својот успех. И практично проблем сега стана што ние заборавивме колку тие беа успешни наназад десетици години. Па има родители кои никогаш не виделе што е тоа детска парализа, што се морбили и така натаму. Значи, наеднаш сега имаме проблем со тоа да се замени стравот од болест со страв од вакцини. Тоа е нешто што е контрапродуктивно, нели, не е прифатливо. И она што тука треба да се направи е да се, тоа е решението единствено е од рана возраст, уште во основно училиште да се врши едукација на децата, од една страна, и од друга страна да се контактира со родителите кои имаат отпор кон вакцините, низ еден отворен и доследен диалог. Значи не со настојување, со убедување и со принуда, туку со диалог, со објаснување. Но имаат проблеми со некои доктори кои размислуваат поинаку. За жал, јас тоа сум го пишувал и сум го говорил и порано. Оние кои што се во прва линија на фронтот обврзани за да вршат здравствена едукација се докторите од примарната здравствена заштита, но за жал добар дел од нив, секоја чест на поединци, не се сите такви, но добар дел од нив се, јас ги наречам, тивки вакцинални скептици. Имам нагумина кои што ги им препорачува, јас сум слушал од обични луѓе. А века докторот ми препорача, почекај да проговори детето, па вакцинирај го. Мислам, тоа не држи, тоа не е во ред, а за тоа треба да се погрижи, па знаете кој? Постои Национална комисија за имунизација, веќе 4 години, која што се појавува протоколарно само, да речеме за повод недела на вакцинација и така натаму, а според закон стои таму дека Националната комисија треба континуирано да се грижи за подигање на информираноста од една страна на докторите, овие што ги спомнавме, и на населението. Такви, најодговорно тврдам, до сега 4 години релевантни активности во таа смисла не видов. И тука некако поминуваме на темата на реформа во здравството, тоа е вечна тема, вие бевте едно време и дел од тој политички процес како министер. Од денешна дистанца, што мислите дека е најголем приоритет околу потребата на реформа на здравствениот систем? Сега имаме нова влада, таа најавува нови реформи, претходната најавуваше, некако сите најавуваат реформи, а некако реформите слабо функционираат. Па видите, потребна е прво политичка волја. Второ, она што е клучен проблем и причина за неефикасноста на системот, неодржливоста на здравствениот систем, е непостоење на почитување принцип на отчетност. Од една страна, и второ, непостоење на објективни стандарди за квалитет на здравствените услуги. Тие се два пункта што треба прво да се седне и некој да се погрижи да ги воспостави. На второ место е воспоставување или враќање или обезбедување на мотивација кај здравствениот кадар,
Сите се во апатија. Сите се разочарани, гледат да отидат некаде надвор, нели? И трето да се воспостави систем кој што квалитетен систем на менеджмент или на управување и финансирање во здравството. Без овие три елементи не можеме ништо да очекуваме. А она со кое што треба да се почне е менеджментот и финансирање. Неодамна напишав една идеја за, например, двоен фонд за здравство или два дела на фонд за здравство. Како го замислувате тоа? Па вака ќе ви одговорам. Кога еден купувач на услуги, купувач на некоја роба, продавач на една роба, нема конкуренција. Тој ја купува робата без да гледа каков квалитет е таа. Што сакам да кажам? Фондот за здравствено осигурување има монопол во државата. Тој монопол му овозможува да купува услуги врз основа на, така да речем, количина, а не врз основа на квалитет и резултати во однос на здравствените услуги од одделни даватели на здравствени услуги. Ако се воспостави добро регулиран, алтернативен или дополнителен фонд за здравствено осигурување, Исто државен? Јавен или јавно-приватен sejedno, ама уште еден да има, тогаш ќе се воспостави здрава конкуренција, кога секој од нив ќе се труди да купува, да биде вистински купувач на здравствени услуги за своите осигуреници, ама не формално, врз основа на квантум, туку врз основа на квалитетот на тие здравствени услуги. Тогаш и давателите на услугите и овие два фонда спротивставени во конкуренција меѓу себе, ќе се постигне да квалитетот на здравствените услуги за населението биде подобрен. Што станува кога станува збор за терцијалното здравство, клиничкиот центар е повторно идеја за нов клинички центар, имавме реорганизација. Дали тука сгрешивме во структурата на досегашно функционирање и што е според вас најважно да се направи у поглед на терцијалното здравство? Па кога се расцепкуваше, кога се фрагментираше клиничкиот центар, тој си беше интегрален на времето до 2007-2008 година. Мислам дека со најдобри намери беше направено да еден мастодонт, еден гломазен механизам, дека ако се расцепка, полесно ќе се менаџира со одделните негови составни единици. Испадна дека не е така. Испадна дека фрагментацијата на клиничкиот центар значеше и фрагментација на здравствените услуги. Непостоењето на координација во одделните, во случаи кога постои потреба од мултидисциплинарно третирање на пациенти, непостоењето на таква координација значеше не само загуба на време, значеше и загуба многу пати и на животи. Така што интеграција на клинички центар е нешто што е кондиција sine qua non, ако сакаме воопшто да размислуваме дека може да се подобри квалитетот во терцијалното здравство. Ali со некаква поголема автономија, мислите, на неговата или поголема зависност од државата? Од една страна да се интегрира во единствена целина. Во единствена целина, единствен клинички центар, кај што ќе има не 31-2 таму управни одбори, администрации и така, туку ќе биде една организација, една администрација, ќе има заеднички протоколи и ќе има координација. А координацијата многу често значи, како што реков, значи живот, не само заштита на време. Тоа е околу организационата структура. А има нешто друго, кое што колку и да интегрирате, што сакате правете, купувајте колку сакате апаратура, кадри носите, секогаш ќе остане, според мене, јас то така го викам, не е то така, ама така тоа личи, ќе биде проширена секундарна здравствена заштита, а не терцијарна. Зошто? Затоа што е под капата на извршната власт. За да биде вистински врвно здравство, терцијарно здравство, треба да биде откачено
од влијанието на извршната власт, било која боја. Ние живееме во држава во која што владае партитократија, морам то така да кажам. Тоа е имитација на демократија, знаете. Јасно. Како која коалиција на власт дојде, така се дели колачот. Таквата партитократија сега резултира многу често, не секогаш, час и чест на исклучи, резултира честопати со какистократија. За да не биде тоа така, за да се подигне левел плюс нивото на можностите да се развива терцијната здравствена заштита, таа треба да се префрли под капата, под чадорот на универзитетот. Ардома, јас не сум многу оптимист, во наредниот период, не сум многу оптимист дека со една административна одлука тоа може да се реши, туку за тоа треба да созрее веројатно културата на владење. Во секој случај зборуваме како наметнуваме како идеи, човек кој позна да составите. Благодарам за ова гостување. И благодарам да поканам. Мој вечерашен гостин е професор доктор Драган Даниловски.